Драги мои пријатели, покрај малите екрани, еве ме повторно мене, Оливер Ромевски, на истата фреквенција, во истото време. Значи, готвиме гурмански приказни, ние готвиме и работиме, многу мина не копираат, но демократија, слободна држава, затоа сме тука ние да измислиме, а ти едноставно да живеат од нашиот труд. Не се лутиме, впрочем. Јас си го пијам утринското кафе, ова е веќе можеби 15-тиот или 20-тиот ресторан во кој што гостуваме, ќе гостуваме во уште толку до крајот на сезоната на гурманските приказни, ќе направиме уште околу 100 емисии и ќе можете да не гледате секој утро на оваа иста фреквенција и во истото време. Но да не должам многу, сигурно со нетрпеливост очекувате што ќе готвиме денеска. Јас и мојот домаќин маестро Миле во кујната на ресторанот Дукат. Значи јас заминувам таму, а веќе нашите камери се сместени и одлично позиционирани, да можете што подобро да видите што ќе се случува во кујната на ресторанот Дукат. Драги мои, еве не повторно во кујната на ресторанот Дукат и како што кажав во најавата, ресторанот Дукат се наоѓа во скопската населба Капиштец, буквално во центарот на градот, таму кај што има најголема фреквенција на луѓе, односно на сите оние кои што сакаат да си поминат извонредни минути со некоја си гурманска приказна, односно да си раскажат гурманска приказна за себе, пробувајќи од извонредните рецепти кои што се приготвуваат тука. Повторно со мене, добро утро. Добро утро. Маестро Миле, можам да кажам за тебе дека си маестро, повеќе од колку години се бавиш со 29. Близу 29. Значи следната година ќе викаш на јубилеј. Да. Јубилеј на 30 години готвење, односно создавање на храна за луѓето, една благородна професија која што навистина мораме да ја поздравиме. Миле, кажи ми, денеска имаме благо за праење, јас обично нагавено го велам блачко. Што ги приготвуваме денеска буквално во ресторанот? Вака, денеска имаме на менито карамелизирана дуња. Добро, дуња. Дуња, да. Кај сум имал работа со тикви, прв пат имам работа со дуња. Дуња. Ова е венец направено во сладкарницата Моцарт. Значи, ова е во Моцарт направено еден вид на венец со джем од кајси и ореви. Джем од кајси, ореви, тоа е еден вид тесто, значи тесто. Еден вид колач. Така. И тој служи за буквално за дел од тој специјалитет, значи карамелизирана дуња. Да, се зема дуња која предходно подготвена во Како се подготвува предходно? Се прегорува шеќер, меѓутоа не да изгори, него само да се стопи, да добие убава жолта боја. Добро. Се налева со вода. Добро. И се остава да зоври. Кога ќе зоври се додава дуњата и одредено време таа се готви, се карамелизира во шеќерот. Во растворот за да добие и таа исто така убава. Значи да поедноставиме. Ја земаме дуњата, ја сечеме на одредени коцки, одредени парчиња, резниња да речеме, се става шеќер, не се дозвола да прегори, се става вода, се става дуњата внатре, се карамелизира и го добиваме тогаш ова што го добиваме. Значи ова како прекрасна боја, жолтеникава. Жолтеникава прекрасна боја. Одлично. А овдека кажавме дека ни се потребни ореви, мелени ореви, нормално тесто, брашно, сол и така натаму, шеќер и джем од кајси. Джем од кајси. И ореви реков. Ајде да видиме како тоа ти ќе го средиш овој. Вака. Рецепт како ќе го сече на уште потенки парчиња. Така, се реди. Еве вака ќе ја додадеме тука за да може Денис убаво да ја фати. Така. Две парчиња. Сечеме две парчиња од венецот. Добро, ова двете парчиња ќе ги исечеме и ги ставиме во порцијата, а другиве ќе си ги носиме дома. Се шегувам. Така. Прекрасно изгледа венецот. И на средина ставаме една топка сладолед од ванила, а може по желба, може и друго, меѓутоа практично. Мислам дека најсоодветно доаѓа сладолед од ванила овдека на средината. И вуала, тоа е тоа. Да. Кажи ми, одеше низ разни
држави, значи да ја презентираш македонската кујна. Дали имаме малку недостаток од благи работи? Дали тоа ни е, да речеме, хендикеп мана? Знаеме дека солени работи имаме многу. Ако се навратиме на традиционалната македонска кујна, да кажеме ајвари, пинџури, макала, пити, зелници и така натаму, имаме недостаток некако на тие благи работи. Повеќе се тие во француската, да кажеме, во италијанската, во австриската кујна. Па добро, не би рекол јас дека имаме недостаток, имаме и ние убави наши благи, кои сега некои ги... Сега не се баш наши, нели? Тулумба, добро, баклава. Ама доста се прифатени како наши и се користат во ние нашата си прифаќаме, имаме таков кои рецепти? Еве ова е карамелизирана дуња, баш ми се допаѓа. Нели, можеби венецот што го прави и од тиква. Да, можеби венецот што го прави Моцарт има, да речеме, потекло од таа австријска школа на буквално на правење колачи, оние прекрасни нивни сладкарници каде што буквално се купиш, но дуњата не верувам дека ја има во таа форма, да речеме, карамелизирана. Сладоледот нели потекнува од Италија и така натаму. Дали оние наши пити со јаболка и таков тип на... Да, штрудлата со јаболка е многу барана и многу сакана во нашата кујна и така? Многу се користи во... Тука во Дукат дали се среќава да ви ја побара? Па ние немаме затоа знам дека имате пити. Не знам дека имате пити од солениот дел. Да, али пошто затоа што ја има во повеќе од рестораните, ние гледаме да имаме нешто поразлично од другите ресторани. Така, нешто што е по софистицирано, по комплицирано. И да е двојствено само за ресторан Дукат. Така. Еве вака јас ќе направам, значи ќе исечам едно парченце, не можам да одолеам, да и нашата камера буквално го види. Ова штрудла е навистина, односно овој колач е навистина прекрасен. Внатре имаме джем од кајси. Од кајси, и ореви. шекерче и ореви мелени. Јас ќе си дозволам да пробам. Ова е навистина прекрасно. Значи алтернативата да каснете од овој извонреден рецепт е или Дукат, или, ако ви треба, пита Моцарт. Се гледаме на пробување, тоа беше денешниот рецепт. Значи, кратко, сладко, блачко. Миле, се гледаме повторно на одјава. Ќе ти дадам и тебе, повеќе. Благодарам. Почитувани мои пријатели, еве сме тука на крајот, значи на денешната емисија на приготвувањето на извонредниот рецепт, значи карамелизирана дуња. Иако долги години работев како уредник на вести, значи уредник и презентер на самите вести, малку ми е тешко да кажам карамелизирана дуња. Но успеав еве 2 пати, а вие потрудете се, можеби ќе успеете и повеќе пати. Но да не должам многу, значи овој десерт кој што го приготвивме заедно со маестро Миле во ресторанот Дукат е навистина извонреден по својата специфика, за тоа што спојува 3 извонредни нешта. Значи спојува еден колач во кој што имаме джем и во кој што имаме ореви, произведен во сладкарницата Моцарт, нели еден интересен долготраен бренд во сладкарството во Македонија. Имаме сладолед од ванила, нема да кажам кој го произведува, затоа што им немаме испорачено нели фактура да го платат тоа, и нормално таа познатата дуња која што ја готвевме заедно со шеќерот. Пред да не одјави нашиот нели режисер и нашиот монтажер заедно, да пробаме. Значи се прави една комбинација од колачот и од дуњата и сладоледот. Што да се каже, освен фантастично. Се гледаме повторно утре. Чао.